Театарот Скрб и утеха конкурираше со една театарска премиера со две гостувања кај македонците во Пиринско и Тирана, како и со македонските средби Дион Исусови слави, на кои со културни творби доаѓаат македонците од соседните земји, кои оваа година требаше се одржат по 22 пат. Театарот Скрб и утеха веќе 5 години поред не добива средства за премиера, 7 години не може да добие средства за гостување кај македонците во Пиринско и 6 години кај македонците во Тирана. Тихомир Стојановски 7 години поред не може да добие поддршка за авторска книга од страна на издавачката дејност при Министерството за култура, а сега после 22 години се укинува и поддршката за 22-те Дион Исусови слави, а тоа е крајно лоша порака за македонците кои живеат вон границите на нашава република. За жал и денес во Република Македонија, луѓето кои се посветиле на Бога и на македонската култура се потиснуваат, не се прифаќаат и мачно добиваат средства од страна на надлежните институции. Театарот Скрб и утеха, што потоа прерасна во културен центар, е возобновен во 1988 година. Има 27 годишно непрекинато дејство, со преку 30 премиери, гостувања во Хрватска, Шведска, Бугарија, Турција, Србија. Едицијата Лицеум при Скрб и утеха има издадено 30 на книги, преводи на вредна театарска литература. Филмската продукција Дион има скоро 200 документарни приказни, учесници на 15 на меѓународни фестивали. Оваа институција има блиски врски на културна размена со македонците од Егејско, Пиринско, Република Албанија и Република Србија, а сепак не добива ниту еден проект од културната распределба во Република Македонија. Тоа е чин и обид за бришење од македонската културна мапа заради нашата македонска определба, стои во реакцијата од Културен центар Скрб и утеха.